Драги гледачи, поздрав од градскиот стадион во Штип. Очекуваме секој момент да започне на преварот од 11-то коло во рамките на првата македонска фудбалска лига, надпревар промеѓу Брегалница и 11 октомври од Скопје. Поздрав на стандардните 11 мина на почетокот во сина или плава комбинација и играчите на Брегалница во црвена комбинација, гостите од Прилеп, екипата на 11 октомври. Се е подготвено за старт на надпреварот. И овој момент судијата Петар Велјановски дава знак за почеток на средбата. Брегалница 11 октомври, реков, последно 11-то коло, првиот круг, а веќе следната недела или сабота поточно започува вториот круг овде на градски, ќе гостува екипата на Работнички од Скопје. Лазаревски, Гордан Здравков, Мандак го гледа распоред од своите суиграчи, прекрасен центар, шут, удар со глава и оди топката крај голо. Прва почетна сериозна, би рекол, шанса за Брегалница, Душко Андонов. Повторно напад на Брегалница, Славче Велковски под десната страна. На него оди бекот и се реши на удар Славче Велковски, топката профуче над голот. Сашо Лазаревски, веднаш од прва за Душко Андонов. Сериозна е ова акција и промаши еден од фудбалерите, Мандак беше тоа, шутираше Велковски, се одби од еден гостински играч ова топка и сега Лазаревски. Атак на Брегалница, офанзивно стартот, Душко Андонов го гледа распоред на своите соиграчи. И Сени до Мандак, двајца играчи стартува, грешка и Сени. Здравко бие и прекрасна парада на Пеце Коруновски. Изворена акција. Удар на капитенот Гора Здравков. Крај топката Спирковски. Мешаница во казнениот простор на Брегалница и сега имаше среќа. Имаше среќа Алчинов, 100% шанса за гостите од Прилеп. Велковски, Здравков. Оди сам Здравков. Велковски. Удар од далечина, боксува Коруновски. Ненаден удар. Покрај Спирковски успева дриблинг од прва Славче Велковски за Исени. И кик сега на гостинските играчи. Имаше прекршок ваш Душко Андонов, судијата Велјановски беше во непосредна близина и сега реакцијата на Сашо Лазаревски ја претвара во жол картон за домашниот. Тука кај што е најмалку потребно се губи топката и сега офсайд. Брза реакција беше во која можеше скапо да ја чини Брегалница. Дарко Стојанов, еве сега на првата статива. Димитриовски, Душко Андонов, веднаш Исени, Дарко Стојанов и крај голот. Јанковски, крај него е Донев. Успеа Јанковски, тројца играчи ги помина и четвртиот и да видиме од надворешната страна гол аут. Изворена акција на Јанковски, кој направи вистински дармар слалом. Минува двајца играчи, премногу отиде на десно Андонов. Во средина Здравков, капитенот го бара Мандак. Мандак бие и гол е спрема 0. Мат во 3 потези. Донев, Велковски, Здравков, во празно го фрли Елмир Мандак и во ова 42 минута Брегалница конечно доаѓа во водство. Стрелец Елмир Мандак. И овој момент Петар Велјановски од Битола означува крај на првите 45 минути во кои што Брегалница има водство со голот на Елмир Мандак, постигна во 42-та минута. По вообичаена пауза ќе се јавиме на почетокот на второто полувреме. Донев
Велковски, Иванович кон Исени, пред него е Димитриевски. Право носите на Мандак, убав потег на Мандак, ходи, минува еден играч, го минува и штоперот Димитриевски, да видиме Мандак, влегува во казедиот просто и лизгачки старт на Обрадовиќ и сврла во корнер. На спортивната страна Велковски го минува Спирковски. Центар шут, Исени висок скок и нијанси влијаја да нема зголемување на водството. Убав. Одличен на спортивната страна, осамење Велковски. Силен удар на Велковски. Белјановски, Мојсовски. Изумни дури тројци играчи на Брегалница. Сега нема офсайд, да видиме. 100% шанса и одлична реакција на Александар Алчинов. Невнимание во одбраната на Брегалница. Лошо поставен офсайд, замка. Кон Ивановиќ, повторно во слична ситуација, Ивановиќ, Мандак не води, така за Сашо Лазаровски. Идеален центаршут. Генци Сели бие и Вас превалува прв гол на Генци Сели во дресот на штипските сили. На дриблинг, Трајчев е крај него и одлична интервенција. Моја зема топката и сега, да, свртува кон капитенот Здравков. Може да за контрнапад. Ивановиќ, разреден е гостинската обрада. Топка за Георгиев. На прва и на место. Внимателен е. Следеше ова акција Коруновски. Да. Топка за Здравков. Трајчев. Одличен на спортивната страна е Мартин Алексов. Удар од далечина, прекрасен удар. Бомба беше ова. Судијата Велјановски дава знак, Здравков био далечина и за малку топката оди крај голот. Судијата Петар Велјановски свири крај на денешниот надпревар. 11-то коло, Брегалница 11 октомври 2:0, стрелци на головите Мандак во 42-та и Генци Сени во 71-та минута. Па мислам дека денешниот надпревар го одлучи искуството на играчите на екипата на Брегалница. Тоа го викам од едноставна причина што на 0-0 ние во 41 минута имаме ситуација очи во очи со голман. Не ја користиме, во наредниот напад примаме гол. Исто да се случува во 70 минута, имаме ситуација повеќе од очи празен гол имаме. Не го даваме, противникот ни дава втор гол. Инаку играта беше поставена врз основа на квалитетите и искуството на играчите. Ние бевме свесни дека на технички план Брегалница е подобра екипа од нас. Затоа се обидовме со дисциплинирана игра во фаза на одбрана и со брзи контранапади и полуконтранапади да стигнеме до поволен резултат. Бевме многу блиску до тој резултат, меѓутоа пак ќе речам, нашето неискуство од една страна, недавање на две зицер ситуации, непретворање во гола, од друга страна искористување на шансите на Брегалница го одлучи денешниот надпревар. Ми се чини дека ќе се сложиш и во оценката дека надпреварот беше исклучително фер и коректен. Јас им благодарам на играчите и фактички на клубот Брегалница за фер коректниот однос према нас во текот на целиот надпревар. Од друга страна морам да го истакнам и според мене перфектното судење на судиската тројка. Така што ние ги имавме условите на денешниот надпревар за да постигнеме добар резултат. Пак ќе речам, вината може да ја бараме единствено во нашите редови, во никој друг. Тоа е точно, имавме 2-3 измени у самата екипа наша, у првата постава, пошто за 7 денева одигравме 3 надпревари и нормално е дека требаше да има промени, да се освежат некои линии и ги направив тие промени и мислам дека заслужено победивме. Во текот на 90 минути бевме многу поквалитетен тим. Замените беа извршени во период кога гостите со Соколи го опасно се грозува голот на Брегалница, меѓутоа вродија со плод би се чини. Па секако измените, првите две измени ги направив, првата мислам дека беше во 60 минута, пошто више некои играчи од средниот ред кој е најголемиот товар на екипата е таму, а тие играчи играа, како што реков, 3 надпревари за 7 дена, почна ја направив првата измена со Дулјан Донов, кој
според мене е навистина добро да игра овој надпревар и на двата надпревара од Уктонова беше исто така меѓу најдобрите играчи, али мора да направам да освежам средината за да беше резултатот 1-0. Јас ви честитам на победата, со надеж дека еве и следната сабота овде гостува работечи ќе се прикаже, ако не друго време, исто така добра и ефикасна игра. Па секако мислам овој надпревар беше завршен. Многу е поубаво што победивме, од понеделник не чека работа. Мислам дека најверојатно можеби ќе има и нов шеф, али без разлика дали ќе има или нема има нов шеф, ние мора да продолжиме да победуваме, пошто навистина оваа екипа заслужува многу понагоре на табелата него моментално што се наоѓа.